Почитувани, досегашните мерки од програмата кои ги представи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија наидоа на широк интерес и прифаќање и покрај сите очајнички напори од владата за нивно негирање и омаловажување. Но, заради упорноста на власта во тие настојувања, денес сакаме уште еднаш да ги истакнеме основните причини заради кои СДСМ ги предлага тие мерки, како и суштинската неопходност тие да бидат спроведени. Да појдеме од неколку факти кои ги покажуваат подадоците на Светската банка. Денес Република Македонија е убедливо општество во кој постои социјална раслоеност помеѓу граѓаните која е поголема од било која држава во Европа. Најбогатата петина или 20% од граѓаните располагаат и трошат доход колку и сите останати 4/5, односно 80% од граѓаните. Ако одиме поекстремно, најбогатата десетина или 10% од граѓаните располага и троши доход кој е 17 пати поголем од доходот на најсиромашната десетина, односно остатокот од 10% од граѓаните. Нееднаквоста во распределбата на доходот, која постои во Македонија денес, е далеку поголема од нееднаквоста која постоела во 1998 година. Значи, во текот на тие 15 години, или овие 15 години, во кои фактички е исчезната средната класа во Македонија, СДСМ бил на власт само 4 години, а ДПМН е 11 години, или речиси 3 пати повеќе од колку Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Тоа најдрастично ги побива тврдењата на власта дека кривец за исчезнување на средната класа е Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ако сакала, ВМРО ДПМН имала години и години на располагање тоа да го промени. Но, напротив, токму политиката на ВМРО ДПМН ја збриша средната класа во Македонија. Ако сакаме да имаме економски развој, вработување, подобар животен стандард и демократија, средна класа мора да постои. Тие граѓани мора да живеат во финансиска стабилност и да имаат предвидлива иднина. Така нема да бидат подложни на манипулирање и заплашување од страна на власта. Токму тоа го прави власта на ВМРО ДПМН во овие години. Навидум се грижи за граѓаните, а всушност непрекинато ги осиромашува за да ги држи во страв и неизвестност. Тоа мора да се запра. За таа цел СДСМ ги предложи своите мерки. Враќање на 15% од ДДВ. Граѓаните веќе се убедени дека критиките од власта за овој предлог се неизино чисто и наетење. Праведно одредничување на граѓаните. Богатите да плаќаат повеќе данок, а оние сиромашните и посиромашните помал. Или 9% данок од доход за приход до 1000 евра месечно и 18% за приходот над тоа. Бидете убедени дека единствена причина зошто власта не ја прифаќа оваа мерка или одбиваат примената на оваа мерка е затоа што токму тие веќе пресметале дека ќе плаќаат повеќе данок. Иземањето на приходите од земјоделска дејност од персонален данок, бидејќи тие плаќања за земјоделците представуваат влезен трошок во производството на храна која јадеме сите. Тоа е одлична мерка за поддршка на земјоделството покрај обичното давање на субвенции кои постои до сега. Можност за донирање до 30% од добивката на предпријатијата во општествено корисни или општествено дејности кои што треба да се поддржуваат, како образованието, наука, култура и спорт. Тоа е модел кој е познат во многу држави, а тоа што представниците на владата за ова велат дека е само мерка за перење пари, всушност ги покажува нивните сопствени намери. Со нормална контрола тоа нема да може да се прави. Праведност кај данокот на имот. Оние кои имаат повеќе станови да плаќаат за нив повеќе данок. Јасна и едноставна мерка за воведување праведност во општеството. Повторно, бидете убедени дека единствена причина што владените представници ја негираат и оваа мерка е фактот дека токму тие ќе треба да плаќаат повеќе за становите кои ги стекнуваат сега кога се на власт. Тоа се предлог мерките на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија до сега. Веќе до крајот на оваа недела ќе следат и представување на уште некои мерки од оваа област и од нешто околу социјалната политика. Благодарам на присуството.